Добар ден, гледате Аргумент, добар ден и за мојот гостин. Добар ден. Мојот колега Мирча Адамчевски. И веќе во навестите кажав дека е доволно од локалните избори да говориме сега за топ настаните во светот. Заради тоа што оваа држава се однесуваме како да сме изолиран остров. И ќе говориме и за Македонија. Но прво, уште од вчера, веста која го потресе светот и која се очекуваше практично е дека 10 луѓе одат на суд заради малтретирање, ширење на лажни вести кон Брижит Макрон, сопругата на францускиот председател, за која се тврди, овие луѓе тврдат и сега одат на суд заради тоа што Брижит Макрон докажа дека не е точно како што тие велеа, пишуваа дека е маж и дека е дури брат, таа е всушност незиниот постар брат. Брижит Макрон се уште не докажала дека Не, но понуди документи. Да. Сега одат на суд. Сега на судот, одат и на судот веројатно можеби ќе се соочат едни со други докази од една, докази од друга страна. Меѓутоа да мора да се каже дека оваа работа не е нова, дека веќе неколку години се зборува за Брижит Макрон. Се шират лажни вести. Во Франција се пишува, во Америка се пишува исто така, има луѓе кои имаат своји подкасти и новинари кои имаат своји подкасти, кои што дури имаат и вадат и фотографии, вадат и наводно докази од Америка, наводно за тоа дека господјата Макрон била родена како машко, односно како Жан Мишел Турние, мислам презимето беше, и дека со текот на времето направила операција и односно братот и одстанал деме после господја Турние. Сега Макроновци не се задоволни од тоа што се шират такви вести и покренуваат тужби, па дури имаат ангажирана адвокатска канцеларија во Америка, која што собира докази и сака да ги стави, да ги донесе на суд, и американските тие произведувачи на тие вести, не можам да кажам дали се лажни или не се, тоа се произведувачи на вестите, судот ќе каже дали се лажни или не се лажни, затоа што има една господја Овенс и која што вели нека повелат Макроновци, нека дојдат, ќе се соочи со нашите докази и со нивните тврдења. Да го ставиме сега тоа настрана, да се вратиме на она што е во Париз. Рековме 10-11, мислам дека луѓе ќе одат на суд. 10, да. Да, ќе одат на суд и треба да се докаже таа работа. И сега денеска господја Макрон не е дојдена во судот, нема да дојде во судот, а обвинетите велат дека ако нас не смета дека ние ме ја клеветеле господјата Макрон, сега тие нас вика државата ни го враќа ударот, значи не Макрон, не државата ни го враќа ударот и не викаат дека ние сме радикали, десничари и така натаму. Така што ќе следи еден интересен судски процес во кој што треба да се докаже дали овие шират лажни вести или пак дека станува збор за некои работи кои што тие ги докажува дека навистина господјата Макрон го сменила, да речеме, била нека пат машко, па сменила повод и станала женско. Не знаеме никој како ќе се одвиваат работите, веројатно процесот ќе се одолговлекува таму како и секој, па како и на секаде што такви процеси се одолговлекуваат. Но ќе биде интересно за јавноста, потоа затоа што знаете како е, јавноста повеќе интересираат да чепкаат во минатото или да чепкаат во длабочината на индивидуите, кој бил со кого бил, како бил, што бил, отколку некои поважни работи со кои што се соочува денес Франција. Но ќе видиме како ќе заврши сето тоа. Да, ќе говориме и за Саркози, се разбира, и со тоа се соочува Франција, но кратко, спомнавте дека тоа се десничари, радикали, има шпекулации дека се поврзани со Марин Ле Пен практично. Не тоа се шпекулации. Тоа се шпекулации. Се шпекулации се дема, ама шпекулации. И другите се шпекулации, и овие се шпекулации. Сега судот треба да пресуди која е висината. Јас се надевам дека француските судови сепак нема да потпадат под влијанието на власта и ќе донесат некоја одлука која што ќе биде
една која што ќе ја потврди вистината на едната или на другата страна. Да, добро. Мирчо Данчевски, ти си член на Советот за етика и ова е важно. Сушност, ваквите вести, ваквото ширење на лажни вести, иако еве ти велиш дека тоа треба да се докаже, се разбира, но поттикнување е на говор на омраза, конечно, и малтретирање. Тоа во Македонија, таа лекција не е научена се уште. Заштитени се многу повеќе политичарите, еве и семејствата на политичарите, отколку новинарите, например. Добро, вие сме сведоци во минатото, нели имаше и текстови, па и дури некои новинари беа осудени за ширење говор на омраза, односно за дискриминација, особено на жените, дискриминација на колешки. Суд било да се суди, било да се новинари, но таа, мислам, кај нас на комисијата за жалби, ќе снимаме такви предмети, сме носели одлуки, и дури тие што биле спомнувани во јавност таквите случаи, секој сме биле на страна на тие што биле навредени, оклеветени, затоа што малтретирани, понижени, затоа што сметаме дека новинарите сепак треба да водат сметка за тоа како се обраќаат, што се обраќаат, како објавуваат, што објавуваат, да водат сметка за приватноста, да водат сметка да не вршат дискриминација, да не шират говор на омраза. Колку таа допира до тие новинари, до некој допира, до некој не допира, но сметам дека не им е сеето да бидат на тапет кај нас и ние кои ќе донесеме одлуката дека еве тој новинар го наруши кодексот на новинарите на Македонија. Да. Добро, ајде сега околу Саркози, се враќаме на надворешна политика и никој не веруваше дека Саркози ќе заврши во затвор, но има некои аналитичари сметаат дека тоа има причина зошто е во затвор, за да се даде пример дека може така да заврши Марин Ле Пен околу коруптивните сделки. Па затоа така заврши, па зборувавме за Макрон, затоа така и заврши, дека очекувам француското судство на вистина да однесе вистинска одлука. Не знаеме која ќе биде, меѓутоа да донесе одлука која што ќе ја потврди вистината. Тоа се покажува, за тоа ме поттикна одлуката за ставање во затвор на председател Саркози. Исто така и одлуката за забрана на Марин Ле Пен да учествува до 2030 година на изборите, во на политички функции да има, и што некои го критикува дека ова е удар на државата, удар на судот, државата преку судот, удар врз Марин Ле Пен, дека таа е десничарка, па државата сега против десничарите врши притисок. И сега се вратиме на Саркози. Саркози знаеме зошто е обвинет за примање $50 милиони за време на изборите 2006-2007 година која биле во Франција. Тие $50 милиони или евра се примени од Муамер Гадафи. За тие сделки се зборуваше уште тогаш, се спекулираше уште тие години, меѓутоа во јавност допре, излезе таа работа во јавност 2011 година, кога синот на Гадафи, после неговото убиство, синот на Гадафи, Ислам, излезе со изјава дека Муамер Гадафи ја поддржал кампањата на Саркози, на Никола Саркози, со $50 милиони. Ја потврди корупцијата. И после тоа излезе еден либиски министер, кој што работи во безбедносните служби, и тоа ја потврди истата вест. На почетокот се забошетуваат тие работи, но па почнаа да го обвинуваат Саркози, па 1 година го судија, па 3 години, па имаше жалби, па апелација се враќаше, меѓутоа конечната пресуда е дека треба да лежи 5 години затвори. И во моментов тој е во најпрочениот затвор во Франција. Самица практично, заради тоа што му се закануваат. Па самица, затоа што му се закануваат, треба да одлежи 5 години. Дури имало и притисоци, наводно веќе му се заканувале, па бил
го чувала полиција кога излегувал да шета од самицата. Не знам како ќе се развиват работите. Мислам дека можеби по некоја година ќе го ослободат, но тоа докажува дека во Франција сепак постои правен систем кој што носи одлуки подкрепени со докази. Значи докажано е дека тој примил мито. Тоа е тие 50 милиони долари што се дадени за поддршка на неговите избори. Може да се зборува дека станува збор за еден вид корупција на тогашниот француски председател. Докажани си, носи судот, за разлика да речеме од кај нас или други држави каде што тие работи се премолчуваат или се замижува пред нив. И се секојдневица, да. Тоа е мислам, со Саркози, каква ќе биде иднијата, не знаеме, но судбината не се бега од судбината, особено ако имаш такво судство кое што мислам дека ги толкува законите, а не волјата на власта. Но добро, Марин Ле Пен, Мирчо, сметаш ли дека вака ќе заврши од прилика како Саркози? Не може да заврши затоа што не може да заврши затоа што Марин Ле Пен веќе имаше некоја пресуда, знаеме зошто беше со Марин Ле Пен случајот за давање средства во Европскиот парламент кога биле пратеници и на луѓе од незината околина, европски пари им се давало и за тоа ја обвинија Марин Ле Пен. Значи казната не би можела да ја стават во затвор за тоа, но затоа па исклучена е од незината политичка иднина и знаеме дека сега во незината партија, да, таа е формално првиот човек, но официјално прв човек е сосема друг и кој што пак смета дека ќе ја наследи неа и на Бардела. Можеби мислиш? Да. Добро. Кога сме веќе кај председателите, Трамп одамна постојат овие вести дека атакува на трет мандат и дека ќе направи се да се смени уставот и да може повторно да заврши во председателската фотелја. Знаете, Трамп веќе денес даде друга изјава. Убаво би било, сакал ја, ама нема да го нарушам законот. Затоа се шпекулираш уште пред неколку месеци. Што стана председател, месец два одма и трет мандат и пред една недела Стив Бенон, неговиот советник, уште во првиот председателски мандат, рече дека добро е било Трамп да и сака Трамп да биде. Дека е тоа планот. Да, планот да биде, меѓутоа не очекувам затоа што сметам дека во Америка колку и да е нарушена сега демократијата, сепак има здраво демократско ткиво и има длабока демократијата е длабоко вгнездена кај народот, не само во демократската партија, него воопшто кај американците и независни од желбите на Трамп какви ќе бидат, мислам дека нема да се дозволи да биде избран уште на еден мандат. Прво, судиите нема да му го дозволат тоа, судовите таму надлежни што се, а второ, може би да се случи, тој вчера зборуваше дека да, добри би биле државниот секретар Марк Рубио би бил добар кандидат за председател и J.D. Венс подпредседател, но има спекулации дека може да биде некој од неговите синови, да речеме или зет му Джаред Кушнер или некој од неговите синови да биде идниот председател. Но да оставиме, Трамп уште нема ни една година, од јануари ќе помине една година од седнувањето на председателското столче. И прилично амбициозен. Остануваат уште 3 години да ја води. Но беше амбициозен и во првата година да добие Нобелова награда за мир. Тврдеше дека кој знае колку земји всушност потекнал да... Беше амбициозен и притискал да поднесуваат барања, предлози да земе, па дури бившиот прв човек на НАТО Столтенберг го праша во едно интервју дали вика Трамп вршил притисок врз Нобеловиот комитет или не директно се разбери, индиректно. Столтенберг рече не, мене не ми е тоа, значи се спекулира дека дури е вршен и притисок врз Нобеловиот комитет. Столтенберг рече дека да, тој е независен, тој ќе си донесе одлуки. Видовме која одлука и каква одлука
се донесе, но тоа не значи дека амбициите на Трамп на тој план завршуваат. Да. Добро, ајде околу преговорите Трамп-Путин кои пропаднаа. Путин бараше некакви отстапки околу териториите од Зеленски и заради тоа Трамп беше прилично лут. Да. Трамп е таков, се лути еднаш на Зеленски, па после се лути на Путин, па после пак на Зеленски. Но добро, наметна санкции. Наметна санкции, тој се сакануваше со санкции уште пред 5-6 месеци, сакануваше со санкции, па ќе воведам за 20 дена, па не ги воведе, па за 50 дена, па не ги воведе, сите очекуваат дека ќе воведе. Меѓутоа, знаат, вака сега работите. Се сретнаа со Путин на Аљаска. Таму се договорија, парањата Путин ги испорача, Трамп наводно се согласи на прањата. После тоа, за 24 часа, Европа се крена на узбуна, Зеленски се крена на узбуна, не можеме ние да ја дајме таа територија, спорна е територијата, уште околу 22-23% од територијата на Донбас, на Донецката област. И отида за после ден-два сите заедно кај Трампа, го ведува, веројатно се наметна, и Трамп излезе после со друго мислење. И сега чекам излезе Трамп со друго мислење, па рече, ајде разговараме со Путин, дури ја нарече за 2 недели ќе се сретнам со Путин. Негова беше предлогот, него беше. Но после разговорот на Марко Рубио со Лавров, имаше изјава и од Америка и од Русија дека бил многу добар разговорот меѓу двата министра на надворешни работи, дека работите добри се, но средбата ќе биде одложена и Трамп самиот изрече, се одлага, се додека не може нешто конкретно. Знаете, во политиката како е, вие следите и меѓународна политика, кога станува збор за тешки договори, за кога треба да се носат сериозни одлуки, не може за 2 недели да се поднесе и да се подготви документ кој ќе ги реши тие работи. Поготово кога станува збор за средба на председателите. Прво се среќаваат стручни служби од Министерството, едно од најниските ешелони, па преговараат, па потоа доаѓа со некои подготвени предлози кај министрите за надворешни работи, па тие ги гледаат, па тие ги согласуваат и на крај кога ќе се согласи се што треба да се согласи, се носи кај председателите, тие да го аминуваат или ако има нешто спорно да го испеглаат. Нивната средба треба да биде само нешто ако има треба да се испегла. Значи све е претходно договорено. Така што и средбата сега таа одложена е, меѓутоа не знаеме до кога ќе биде одложена, може да му текне на Трамп уште утре, затоа што Русија викаат ние средбата ја нарача Трамп, тој ја одложи, чекаме која ќе сака вика конкретно и ние сакаме конкретни резултати и тие сакаат конкретни резултати. Нека се да се договориме за што треба конкретно и ќе има таква средба. Кога ќе биде никој не знае. Може би во време и нови санкции Трамп да воведе, но може па да се сврти обратно, па како што знае да ја сврти капата на една страна или на друга страна, сега може би пак да ја критикува во Украина, но тоа е Трамп. Се е можно со него. Добро, околу Орбан и планот, Мирче, тој планира да формира антиукраинска коалиција, Чешка и Словачка во која ви влекле. Јас не би рекол антиукраинска коалиција, повеќе би рекол станува збор за антиевропска коалиција. Орбан знаеме дека е против примањето на Украина во случај во Европската унија, по сегашни услови, и тој го образложува тоа, па дури, мислам, дали Сијарто или кој беше рече, Македонија толку години, имаше таква визија, министрот за надворешни работи на Унгарија, Македонија толку години и правиме проблеми ова, нерешени прашања, а Украина сакаме со војна да ја протнеме и неисполнети услови кои што треба да бидат исполнети, што се барат и од другите членки, сакаме да ја втурнеме во Европската унија. На таа линија близко е Фицо, значи не е целосно како Орбан, на таа линија близко и сега новиот председател во Чешка што го избра и сега сака Фито е предлог на Фицо да се, ако се сеќавате, имаше една вишеградска група во која што беа членки Полска, Словачка, Унгарија и Чешка. И таа вишеградска група имаше големо влијание во Европската унија и после паѓањето на коалицијата на власта на браќата Качински во Полска,
работата на таа вишеградска група не се слуша за нејзина работа веќе неколку години и веројатно станува збор за обнова. Нејзине сега прашање дали Полска ќе сака да се вклучи во неа, но овие три ќе настојува Фицо да ги вклучат, затоа што според нив Европа премногу засегнува во нивниот суверенитет. Значи има изјава од некој од нив дека ние избегавме од Советскиот сојуз затоа што практично целиот суверенитет ни беше предаден во Варшавскиот пакт и во Советот за економска соработка, така се викаше едно тело, има СЕФ, и таму беа главни русите, што ќе рече тие прави. И сега викам, ние што правиме сега? Што ќе ни рече Брисел, тие сте главни, а кај сме ние, кај е нашиот суверенитет? Значи, зборува за да имат и делот, иако тие веќе предале делот својот суверенитет на Европа, не сака докрај да го предадат, и веројатно ќе настојуваат да влијаат врз Европа, значи кога ќе се носат некои одлуки, некои значени одлуки, да се води внимание за суверенитетот нивни и за нивниот глас. Ако да не заборавиме дека Орбан и порача на првиот човек на фон дер Лајен на Европската унија, дека ти си наш службеник, ние те плаќаме тебе и треба нас да не прашувате за одлуките што ги носите. Да, прилично антиевропски е. Затоа реков ја, значи расположението не антиукраински, него антиевропски, во тој смисол. Антиевропско. Да, во тој смисол. И околу помошта не смееме да заборавиме дека има блокади, да. Околу помошта и еднаш беше и пратен на кафе. Да го прати ако требаше, да, излезе и меѓутоа знаете што околу помошта тоа е многу деликатно прашање. Значи војната ја исцрпе Русија, ја исцрпи Украина, ја исцрпи Европа. Америка, Трамп стави рампа. До тогаш Америка даваше и грантови, даваше и оружје без пари, даваше и се разбери оружје за пари. Трамп викаше дале 300 милиарди долари, не знам колку е точно, некој спомнува дека биле 170 милиарди, но како и да и 170 милиарди се многу. И Европа имаше дадено долго. Меѓутоа, Европа е сега во економска криза. Тие што се главните мотори на економски на Европа, Германија и Франција, Италија, тие се во економска криза. Франција не знае што да прави, гледате, заради економските прашања не може премиер, да не може влада да се осваја. И тие прашања многу ќе влијаат врз целиот развој на работата околу помошта на Украина и сега веќе се доведа до немаме ние пари, што ќе правиме? Ај сега ќе ги земеме парите на Русија кои што се замрзнати. И што како ќе ги земеме? Ќе ги конфискуваме. Сега веќе друго. А тие пари лежат, има една институт се вика Евроклир во Белгија, каде што лежат парите. Тој располага со тие пари и Русија нормално пред војната добиваше камати од тие пари, Евроклир исто така добива камати, па после решија со тие камати да ја финансираат Украина, ја финансира Украина, дава по милиарда $2 годишно колку што доаѓа и сега бидејќи нема пари во Европа, веќе сега тие пари да ги земе руските пари, да ги земе тие пари. Сега начинот Белгија се противи, кога не ги даваме ние тие пари, затоа што Русија утре може да не тужи нас и треба Белгија да ги враќа. Нема ние да ги даваме, ако сакате цела Европска унија да гарантира за тие пари, значи Европска унија да ги враќа тие пари, а не Евроклир, да ги враќа. И тука има проблем и на минатиот состанок на Европскиот совет не се донесе одлука поради противењето токму на Белгија и закажано е речено дека до 18 декември која ќе биде последната средба на Европскиот совет во оваа година, до тогаш да се направи некое решение. Сега останува на водството на Европската унија, фон дер Лајен и другите, да најдат некое решение и велат, добро, нема да ги чепкаме тие пари, ама дајте ние да земеме сега кредити, ние да даваме пари. И европски земји вика, чекај, без каде ние сега 27 членки, некој ќе рече, ја не сакам да давам пари, друга ќе рече, нема да давам пари, некој ќе рече, ја ќе дам 1 милиарда, треба 140 милиарди, затоа што требаат пари за војската во Украина, треба пари за пензии, треба пари за социјала, треба за здравство пари, мислам, Украина нема така толку пари. И веќе европјани, бидејќи реков дека имаат кризи едни и други, не може да одвојуваат толку средства, и веројатно ќе се дебатира околу тоа дали нешто да се направи прак со парите кои што лежат во Евроклир или пак да се даде
овие да дадат пари од своите џебови. Многу ќе биде тешка таа одлука, не знам како ќе се заврши, а доколку не се донесе одлука на 18 декември, не се знае првиот квартал, можеби Украина има пари за првиот квартал, но понатаму како ќе биде, многу тешко ќе биде. Такви каква одлука ќе донесат, не можам да Не може да се предвиди. Да. Добро, на крај сме благодарам Мирчо Адамчевски Да за ви овој разговор. благодарам и вам на поканата. Благодарам што не гледавте, пријатно.